Не престануваме да уриваме рекорди по загаденост, додека индиски Нью Делхи, лидерот во свет по загаденост, обезбеди бесплатни маски, воведе пар-непар возила и ги спречи сите градежни активности. Македонија му го зема врвот. Овој пат Тетово. Изутрината беа измерени 138 микрограми на метар кубен PM10 честички. Вчера Тетово беше 15 пати позагадено, а наместо итни мерки надлежните само ја префрлија топката. Загадуваат домаќинствата. Постојат 4 различни студии кои што аргументирам за загадувањето, кои што укажуваат дека во Скопскиот агломерацијски регион, во Битола и во Тетово, најголем извор на загадување е домашното затоплување. Вториот транспортот, трети индустријата, во поново време тоа е отпадот. Очигледно за надлежните не се репер меѓународните констатации. Например, уште во февруари, Европската организација на врховни ревизорски институции во така наречениот заеднички ревизорски извештај за квалитет на воздухот констатирала дека во Македонија неголемиот загадувач се индустриските капацитети, а не домаќинствата. Чаре нема. Во меѓувреме, дури и кога постои волја на локално ниво да се засади по некое дрвце, преку ноќ може да исчезне од некој лукав градинар или луѓе кои сакаат да си ги разубават дворчињата. Точно ова се случи синоќа во Чаир, откако вчера општината засади десетина дрвца. Него дочекаа ни утрото. Некој ги испокрал. Преживеа само едно. Очигледно крадецот не бил доволно мускулест за да го откорне. Понекогаш е тешко да си признаеме самите себе дека луѓето се уништувачи на природата, но со тоа и загадувачи.